веќе да не пишува Република Македонија, имењата да бидат или Република Северна Македонија, или Република Горна Македонија, или Република Нова Македонија. А идентитетот да биде соодветен со името? Идентитетот да биде соодветен со името. Значи да не биде на македонци, новомакедонци, северномакедонци. Тоа е оно што нонстоп го говорат и народов што го укапира веќе. Исто така и јазикот да биде сменет. Значи исто да биде новомакедонски, северномакедонски така натаму. Побара исто така топонимите да бидат променети. Топоними кои? Значи Солун да не го викаме Солун, да го викаме Тесалоники, Лерин да го викаме Форино и така натаму. Побара исто така кодот на Македонија се смени, МКД и МК, вклучувајќи го интернет кодот, барем во тоа изварање на Нимиц. Тоа беше првото посериозно разочарување. Се што меѓународната заедница и сите држави не признале под уставното име како Македонија, сите оние работи што сме ги добиле, кодот, МК и така натаму, сето тоа да се промени по барање на Грција. Така му доаѓа, да. Во бизнис вокабулар комплетно ребрендирање. Комплетно ребрендирање. И повеќе од тоа. Сепак бизнис вокабуларот не е најсоодветен за еден ваков политички момент. Можеме да речеме слободно преседан во меѓународната политика. Па ја не сум чул да сега вакво барање во историјата на светот доволку да се бараат промени од страна на една држава за ве обвинуваат дека откако вие сте на власт, дека грците, токму заради вас и заради вашите дела, од една страна, нели, преименување на аеродромот, не знам, преименување на автопатот, тоа го сватиле како провокација и грците ги максимализирале своите барања. Иако пред неколку дена имав едно свештено лице, отец Јован Таковски, кој со своето искуство ни раскажуваше како грците и грчките свештеници, значи низ дипломатијата која он ја вршил, уште 70-тите години подготвени за негирање на се што е македонско име, македонска црква, македонски јазик. Интересно е што сега малце овие обвинувања кога доаѓаат се во колизија со овие сознанија што ги имаме, дека Грција одамна работи и се подготвува на негирање на македонскиот јазик, македонската нација, се што е македонско и како бренд воопшто како МКД. Не знаеш што е вака. Вашата констатација? Не знам за 70-тите таму и тие години како било, но знам дека и претходната влада укажуваше на тоа дека идентитетот им е исто толку битен колку името. Но тоа го правеше малку понеформално, подзаскриено, и ние тука пренесувавме, но некако како да не ни веруваа. Кај нас владееше една клима дека ако прифатиме на местото на Фиром да се стави некое друго име, сме ја завршиле работата. Дури вечера фатив еден мал дел на А2, имаше една емисија, имаше прашање за гледачите дали прифаќате да се замени зборот Фиром со некое ново име и така да влеземе во НАТО и во Европска унија. И гледачите, гледам, според тоа што го прикажуваат на А2, прифатија во висок процент. Ама никој не прашува кој ни го дава тоа и дали некој се согласува за тоа. Дневник Грција... на насловна страна донесе пред неколку години и мислам дека дури и Фрчковски го нагласуваше, дека има скриени точки кои јавноста не ги знае, а тоа се точките токму што ги збориме за барање за промена на идентитетот. Бидејќи допред 2 години, кога излекува оние 8 точки на Нимиц, се сеќавате на нив, во 8-те точки, меѓу кои стоеше и прв пат ние како јавност бевме запознати и официјално дневник на насловна страна, тоа ќе го паметам, дека бараат промена на идентитетот, промена на јазикот, промена, а не само, да речеме, бидејќи се сведува некако во високава политика, ние имаме некое чувство дека, променете го името и готово се ќе се реши. Ама не е тоа така. Името е само тројански конј зад кој се бараат работи кои е невозможно еден народ да ги прифати. Дури и јас лично, господин премиер, да сум спремен за некоја додавка. Ајде, некоја сме биле Република Македонија, некоја сме биле социјалистичка, па нема да направи голема промена, нели, како што Тито Петковски вели, под Фиром останавме македонци, па ќе смениме името, ќе останеме. Ама не е баш така. Токму е она што сега ситуацијата и положбата во која ние се наоѓаме, а и вие како премиер на Македонија, како ја изгледало? Едноставно невозможно решение. Знаете што,
по средбата меѓу немици и преговарачите се создаде една друга клима, која што одеше кон тоа дека најверојатно тоа е некоја нивна почетна позиција, дека брзо ќе попуштат и се роди една надежда дека можеби на средбата со Папандреју ќе слушнеме нешто друго и така натаму, но на средбата со Папандреју во главном се повторија работите. И тој немаше ништо против тоа да го соопштам на нашата јавност, бидејќи јас на крајот, пошто разговаравме околу сат и нешто, му рекол добро, сега викам, еве ви слушав јас вас, но сега треба да ми изјава. Јас немам што друго да кажам освен дека ова се вашите позиции. Тој вели да, кажи го слободно тоа. Тоа се нашите позиции, нема бегање од тоа. Така што тоа е тоа. Тоа е тоа. Дури тоа се позициите, промена на идентитет, промена на јазик, промена на име, така? Значи, јас му кажав уште во самиот почеток дека ја немам мандат да разговарам за идентитет и дека немам намера да го правам тоа. Тој вика добро, но си дошол нели тука на гости, сакам да ме слушаш, да кажам нешто. Океј, и ова во Преспа разговор. Во Преспа, да, практично тој поголем дел од неговиот дел кој збореше, ги објаснуваше нивните, го образлагаше нивното барање за промена на идентитетот. Зошто? Како го образложуваа тоа? Како ви го образложува? Тој, колку што може да разберам, тој смета дека не може и во Грција и во Македонија да има македонци. Пошто ке нив има во македонци, и они се чувствуваат практично наследници на македонците, и како сега и во друга држава ќе има македонци, иако денес ќе имаме, не знам, во Германија германци, во Австрија германци, во Швајцарија германци. Имаме Срби во Србија, во Босна, во Црна Гора, Грци во Кипар и така, но од прилика тоа е нивната позиција и неговиот став е дека без тоа прашање дека тешко ќе можеме да постигнеме некаков договор и дека тие нема да можат без договор да се согласат за отворање на процесот на преговори. Така. На Република Македонија со Европската унија. Ја на крајот апелирав, го замолив ако може барем сега да не блокираат. Јас му реков, вие имате најмалку 70 пати можност. Го побаравте директно од него да не блокираат. Да. Тоа е во средбата во Брисел која имавте со Папандреју? Не, во Преспа. Во Преспа исто така. Добро? Јас му реков дека имаат барем 70 пати можност да не блокираат во текот на преговорите со Европска унија. Затоа што има 34 поглавја и при отварањето и затварањето на секое поглавје имаат право да не блокираат, плюс на крајот може да не блокираат, да не го поминат документот за прием на Македонија во Европската унија, да не го поминат на парламент. Додека не го поминат, нема прием. Значи треба сите земји членки да го поминат. Јас му реков, имате толку многу можности. Еве викам, гледам, има некоја добра клима општо земено. Дајте да не растураме таа добра клима. Пуштете не сега. Паралелно да ги почнеме разговорите за Европска унија и паралелно ќе разговараме со вас да бараме решение на проблемот. Не, вели, тоа не можам да го направам. Ние нема да можеме да гласаме за отворање на преговори додека не го решиме ова прашање. Љубезно и културно. Кажете ми, значи, нивните максималистички барања не се ништо ново. Ова не е нешто ново извадено. Ова едноставно како зреат преговорите, така едноставно излегува на видело што се нивните барања. Во основа не се тоа нови барања. Во основа не се, само што порано потака беа заскриено соопштувани и тука не сакаа да се прифатат. Не имавме толку имаше пропаганда дека тоа нема врска, што дури имав впечатление дека луѓето околу мене не беа до крај убедени дека навистина тоа ни се бара. Црвенковски рече за цемент. Во една прилика Владко Ѓорчев се сретна со неформално се сретна таму, ја додека бев на ИПП самитот, во една друга просторија се сретнал со некој заменик министер или беше, не се сеќавам, на Грција за надворешни работи, со кој што на времето оделе на некои семинари, од овие политички семинари што се оди преку партија во други држави, и така се запознали. Тогаш и тој не бил тоа што бил во моментот, значи не бил функционер, и Владко бил, нели, некој млад активист во партијата. И како си, што си, не сме се виделе со години, што си ти, што сум јас, се сретнале. Испиле по едно кафе, вака неформално, и овој му кажа за нас идентитетот е положен на името. И доаѓа Владко Ѓорчев, така ми вика, леле, аз сум запрепастен, па викам, Владко, колку пати ти кажав до сега на тебе
Така што понекогаш луѓето околу мене сакате да ми кажете дека не дека не ми верува, но не може да си поверуваат и себе дека таква е позицијата. Сега веќе се отворија картите во тој поглед. Значи, Грциве би прифатили и Република Македонија да остане